Слегаш, шо беше убаво човек еден месец да одмори од тебе, од твоите филозофии, мозок ми отече, али како викаат, све што убаво кратко трае, па така е и мојов одмор од тебе, али еве јас сега да не кажеш дека стално нешто против тебе, едно, друго, трето, сега ќе те поистоветам со една многу убава европска екипа. Знаеш ли ти што имаш заедничко со Порто фудбалскиот клуб? Тончи, пушти ја првата фотографија, што ви е со Порто заедничко? Никад со ствари се води по народната. Гром у коприви не удира. Се го поминува него. На ништо не може човек да му опрости на него и се ќе поминеш и корони. Али мене ми е мило шо веќе не си ист ко Порто, Корона останува у Порто а си игра, кај тебе више не игра, затоа ми е мило. Те затвара еден убав месец. Тие што не гледаат, што се борат со истото да им помине што побрзо ова е наш мал начин. Фино искуство се програмираш еден цел месец, а не вака кон никад состануваш исто со мозокот како 2020. Попрва короната, него мене уште ќе измисли на крај. Како и да е, момци, драго ми е што повторно сме заедно. Јас нема да бидам како никад, с мене ми фалеше оваа просторија, ова наше заедничко дружење. Никад ми фалеше и ти. Али барем додека ти фалевме сите, ние имаше како се забавljаш, пошто јануари беше полн со секаков спорт, а особено тоа што нас не интересира највише репрезентативен спорт. Да видиме, Тончи, на што можевме да се палиме. Прво никад отидовме на европско во одбојка, второ поред. До сега тоа за жал сега од друга страна, ракометариве претходниве години малце не разгалија, не размазија со фини резултати, па годинава малце и неочекувано. Ние превише очекувавме никад. И тоа е точно, али ние нема да бидеме до ни експертиштана што ги кудат бевме стално. Златна резерва, знаеме сите како завршивме, влеговме следна фаза, на крај 23-то место најслабо до сега, но веруваме дека ракометарите ќе се соземат и оваа млада нова генерација ќе се поигра. И дека допрва уште многу ракија ќе се пие со нивни успеси. Така. Ако ја спомнавме короната, некако неодмирлив дел од короната и нашиот домашен фудбал, И у Македонија се можда. Има и ебола и корона, што нема фасувано нашиот домашен фудбал. Без разлика дали се тоа пријателски утакмици или надпреварувачки. Кога мислиш дека се тама онака мируваат некои припреми пријателски надпревари, пак ќе видиме некоја несекојдневна ситуација што Бога ми најде на доста коментари. У недостаток на домашно првенство си играат домашни пријателски, ништо необично, играат Пелистер Охрид, ама наведум ништо необично. Тончи пушти да видиме што се случува. Пелистер шутира пенал, Пелистер се белите, Охрид се плавите. И што се случува? Оди братот да изведе пенал. Да, пенал за 3-0 за Пелистер. Шутира пенал и играчот од Охрид паѓа у транс и у туга зашто противникот промашил пенал. Шо мислиш, никад шо е играл 3+ или? Па веројатно играл 3+, пошто пази Пелистер головија ги даде 88-ма, 91-ва. И веројатно уште ова фалело. Ќе му се опрости вајде дека пријателска, нема да му се замки. Али нека ни се јави слободно емисија да ни објасни зашто ваква реакција. Ни светов не се само народски кажано трипајли играчи, и судиите се такви. Таков еден од Бразил ни доаѓа, играа Васко де Гама и Баија и тамо се случи, па не знам, што спаѓа у геноцид. ММА брат, не знам. Како пушти ја Тончи сликата. Сликата најубаво пишува. Овој од Васко де Гама го враќа овој во 600 деление, му брише меморија. Види, а па најчудно брат, како бе за и судијата за ова гледа вар дали да даде црвен картон. Па брат, вака и после ММА борба, ретко кој изгледа вака. Во овој момент, ако вонземјали надлетувале над земјата, ја мислам дека и они од таму, од свемир го имаат ова видено, дека е фаул. Битно братот го пушти на 3 месеци боловање и нека си ужива, нека лапа плата. Наредниот тим нема. Нека гледа фудбал на телевизија. Нема фудбал за овој. Некад јануари може да го издвоиме и оној отказ на Лампард. Една од поголемите неправди у фудбал. Искрено? Не очекував. Одлично почна Челси, брат, по декември беше турбулентен неколку. Срамота е на човекот со екипа, пушти ја Тончи екипата,
со каква што лани направи, од оваа слика, ти луѓе што следат фудбал, ако петорица знаат да ти наведат, При тоа знаат сите, нели, забрана за Да. трансфери во он со каква криза ваква во екипа Челси. направи влез во Лига на шампиони, сега годинава со скуп тим не и биле резултати кои што треба, па тие траги уиграш, треба све. Не биле Место да се стрпеа, трансферите, засилувањата по години, не требаше знам да се што. стрпат со него. Како што се стрпи Манчестер со Солскиер, го истрпе година и пол глупости, глупи И си резултати. направија 5-16 утакмици без пораз така. и се вратија на Затоа здравот. Лампард сега ќе превземе некоја малце послава екипа од Премиер Лига и првиот нареден меч со Челси. Ја не знам само ќе ги што натрпа. очекува Демек Тухел со истиви играчи што титула ќе освои у Премиер Лига. бе. Каков Тухел ти е у вицотека да пратиш, награда добиеш за вицот, дека Томас Тухел е добар тренер. Она што не прави посебно среќни, задоволни последниот период, довербата која ја правда Серија Марио, е ветена земја бе за нашиот фудбал. талентираниот наш еден единствен Па младо веќе не ни истакнато талентиран, момче. сега е веќе квалитетен. Помина времето кога он беше талент, иако Па, има Бога ми, пред брат. 20 години. Бога би малку Гатузо се прави важен, не му даваше шанса, ама оправда баш у 4 дена со 2 гола, еден у Да. куп, еден у лига. Или филма И си тоа добар гол. Пушти Супер Тончи гол. да посведочиме уште еднаш на голчето на Елмас. Гледај, со Парма. Си прима топка, 40 на метри, си повлече. шетница, Еден, слалом, двајца, 1, тројца, 2, 3, четворица, боде ајде. Милер, Алберто Томба и иде гол. Да веруваме почесто ќе го гледаме од првата минута на терен. Ја као Лацијал се надевам дека и од Лацио го следи ова некој, па ако Гатузо нешто за новета, дека Елмас убаво би се снашол и кај нас. во Види, Лацио. интересно е никад што Пандев пак не запира да руши рекорди. Еден необичен рекорд последниот викенд е тоа што Пандев веќе изедначи рекорд за најчеста резерва во серија А, со неговото следно влегување од клупа ќе биде еден единствен најголем на сите времиња во серија А. Го изнапишаа тој медиуми бе, така? Како не бе брати и во Ајде Италија Тончи да Тончи. видиме. Ти го 154 пат Горан Пандев Влага од викендов за клупа. нас влезе од И се изедначил со Серджо Пелисие. Пелисија. Леле. Ама ќе го помина, брат, Само уште следниот петте, више. само уште петте гола да ги даде за 100 у серија А и она да биде све комплетно, сите рекорди да бидат Дефинитивно, убави, брат, убави рекорди и комплетно. безбројни му фалеш уште, ова ќе го надмине секоја чест, легенда е Горан Пандев во Италија. Пази, имам еден другар од мало, најва за Милан, пошто се вика Милан, замисли, ти си навијаш некоја екипа што се вика Слагјан, бе брат, само никој не крштева екипи Слагјан, разбираш. Милан, што е за Милан, пред некоја година, кога Јувентус нешто ги победи многу, ми вика, ќе дојде вика некоја сезона, ние да бидеме кој Јувентус. Универзумот го слушна, стана кој Јувентус, односно, стана екипа со и боле од најмногу Јувентус. досудени пенали, Боле од станавте Јувентус. Јувентус, А бога ми, боле си у најдоброто време на Реал Мадрид, брат. А Барселона не ја заборавај. Одма и како... У 20 утакмици до сега 14 пенали шутнал Милан, па Јувентус, Рома и Сасуоло, трите наредни шутнал еден поише од Во Милан. Италија дефинитивно така се станува шампион. Сега некој ќе каже тука, ама Милан игра на паѓачки, нон-стоп е у 16-никот на противникот, ама и другиве екипи не дека не се стално у 16-никот на противникот. Па ти види Битно, по колку важно е што пенали. Јуве си доби конкуренција, бога ми и Реал Мадрид. Никад свака така бои, братче, годинава ќе ги гледаме после ракометно европско, на фудбалско за прв пат, а бога ми и повтор пат во историјата и одбојкарите повторно ќе ги гледаме на континент. Али освен кефот да се отиде на европско и на големо прерување, секогаш е по кеф кога на терен имаш така некоја народна фаца што знае да покрене и атмосфера и се, и кој што е човек со кој што лесно некако се поврзуваш, се идентификуваш, ко ти да се гледаш дека си на терен. Секаде го има како порпарол име на одбојкариве, едно посебен и по имидж, и по стил, и по дресот што го носи на терен. Абе, вистинска македонска војвода, Дарко Ангеловски. Ајде! Даре, Шаби, Дарко, како идемо, јако. Види, овој брк не можеш да го промашиш. Ајде одма за инспирацијата, од каде? Влага бркот, но после 2 минути ти. Сергеј Варошлија? Боцкам, Сергеј Варошлија.
Поздрав за Сергеј Варошија, довар идентичен брк со него, како што знаете, вака. Од каде? Па со промена на стилот од уназад многу, бушева коса, траки, не траки, фластери на носови, на меѓуши. Сега нема коса, дајка има да пушти. А поради тоа што била коврџава некад виткана, сега се гледа дека мора на брк да сврти. Подугачок брк, него ли од коса, што да правиме? А брада вака не те тера да пуштиш по и брада со бркот да ги искомбинираш? Оно да биде Не, искрено, не, вака боле. правиот војвода. Па кога ќе видите Гоце Делчев, како што кажуваат, роден ден ист, само различна година. Види, Брков, ја мислам и ти носи среќа и во репрезентацијата. Мислам и со пласманот минатата година, од тогаш почна да го негуваш. Еве, после година и пол, Па се негува, да ти кажам, се негува и пред тоа, ама сега валја повпечатливо, затоа што дошло до повеќе телевизија, баш кај Европско првенство, прво таму камерманите во Словенија кога бевме валја толку им се допадна, па само кај ја у кадар да бе, друг никој не А словенките се јавиле после тоа, бе. Словенките ги боцнат малце. Малце да ужежат брковите. Што играат денсерките како се играат танчерки. Да, чирлидерките, оние Чирлидерки, американци, да. нешто ги викаат. Да, баш така. добре, не израдувавте овој прекрасен јануари зад нас. После ракометарите дојде онаа вест дека по оние 2-4 средби впрочем во квалификациите изборивте второ историско европско за одбојкарите после долги години, два пати поред ќе го почувствуваме оној жежок терен каде што игра европската елита. Ма не знаеме само каде, дали Полска, Чешка, Естонија или Финска, ќе видиме сега, ќе се чекаат и другите игри. Мене баш ми е драго ете така, како што напоменавте, дека си доаѓа, тоа квалитетот си доаѓа више на виделина. Ние сме дел од таа елита више 2 години, така баш. Са третото ќе видиме, ама еве, 2 ги имаме, убав месец јануари, имавме добар почеток на годинава. Ама и не добро ги отворите квалификациите и малку не Да, упркнав. малце на почетокот беше густо. Беше, знаете Турците зашто. знаеа да не шокираат малку на старт, ама се опоравивме после. Турците, па исто прво босанците, кои изгубивме првиот сет, па турците кои изгубивме цел надпревар 3-1, а па после дојде ден ног за одмор, па така малце се направија некои смени во екипата. Јас го облеков тој препознат и дрес. Малку не ми беше впечатлив овие 4 надпревари, како од позадина влегуваше, има нешто. Па имало нешто, да видиме што Да не имало. спремаш пензија. Не, па, не знам, може некој сака друг да ме пензионира, ама сепак малце сум, еве, за брзо време, 27 години пунам. Сега се осеќам дека сега сум во цутот на младост. Така бада иде никад се. Така иде. Младост. Имаш уште 2 кариери пред тебе, бе. Како? Сега тек првата ја привршуваш. Сега кога ќе привршиме, не, ќе видиме како имаше мал неспоразум во кој како да игра, зашто да игра, но сепак се испостави тоа дека јас сепак фалев на теренот, како што ме најавивте, енергичност, све атмосфера, играњето, противникот да го изнервираш малце, да ги насмееш кога е најтешко и тоа е. Отидовме Момче за се. Да, one man show. One man show, така доаѓа како едни викаат ајде циркузанту, ама ја не се осеќам како циркузант, јас се осеќам како тој што го знаат сите како Шаби сум ја едини, мислам ни идоли, ни мидоли, јас сум тој еден единствениот како што може да види цела јавност, не само ја и вие тука. Тоа за Шаби, ја прочитав дека тоа Шаби е некоја кованица од Чаби, Да. Чаби Алонсо од Реал и Чаби од Барселона. Така, да. Како од Чаби и од Чаби испадна Шаби. Па и зашо од фудбалери, бе? Фудбал па јако си малски играл? живот, да, малски живот. Играње фудбал со постари, плетење лева, десна страна, додање пасови, асистенции, акции добри и ајде еден ден Чави, еден ден Чаби. И знаете, мало кога имаш некој повозрасен, не реди на линија вака сите и ја први ми ка тие заузети се имињата, ајде да го пишеме, вика Шаби, Да има шо лепенка остана. вака, кој што се вика лепенка и И од Шаби тоа- остана. Останете така дали цела јавност, домашните, Ја па и помислев од домашните. Шаман Шаул, знаете, не, Шаби. како не. Може би го слушаме поредовно и Доđi достаримо. Заредно. Да, не, сепак така дојде до Шабиеве, дури и домашните дома кога
Само кога ќе ги изнервираш, знаеш што доаѓа. Дарко дојди, ама друго е, шаби. Да, знаеш на име кога ти се обратат Више, дома дека нешто не чини. па бе. не. Знаеш дека може депортација од домот да јадеш. И тука дома сум уши шаби. Останате, знаете, на Дименот, бар ние сме Скопјани, си ги имаме, сите си ги знаеме од кај сме, што сме и како сме. Таа е мичуринско поднебје, што да правиме. Така, покрај оваа атмосфера, така со друштвото, домашните, ајде малку каква е атмосферата во репрезентацијата после вакви две историски години, се сменија доста работа? Се сменија прво на лично, прво на лично, како што кажа, второ на тимски, трето на репрезентативна одбојка, знаете како се од скалило на скалило ние се влечкавме малце, сега дојде второ европско, рипнавме некој, не, го трчаме по 200, да стигнеме побрзо дома, исто така се рипа, све рипна нагоре, знаете, и цената рипа на играчите, и на нас рипна, дојде и репрезентација више да знаат сите, кога што гледате на секоја победа, Европската федерација сега ние сме таму, како од нигде воскреснати од Феникс, што ви рекле, доаѓаме да направиме нешто, повеќе се збори за нас во Европска федерација, него ли се збори за Полска, за тие очекуваните. Ме интересира како е одбојкарската репрезентација после долги години. Патото, пиши ни го, што се требавте да поминете за да стигнете на едно европско надпреварување, да сте меѓу таа елита? На првото, второ више не е класика, знае. Како доаѓаме патување со автобуси по 30 сати. На аеродроми чекање, кога имало, кога можело. Нас ни се погоди да одиме до Полска со автобус, да се вратиме и за 2 дена пак да се враќаме за Полска. Значи, Кон апсолвентска екскурзија таа што се оди по 20 и кусур дена, ние се погоди еднаш за 14 дена да имавме трип европски, ама има европски трип како идеме во Полска, Словенија, се враќаме Полска, значи избезумен си. Влагаш уместа Google Earth што не ги покажува. Нигде ги немаш патишта некои, значи како едни спортисти, ние викаме ајде, ќе биде боле, ќе биде подобро ствари да не користиме сербизми. А и дојдете квалификациите, ја мислам дека првиот успех за нас беше само што идеме на квалификации со тоа што сме го имале, па после да се поклопат сите коцки за да идеме на европско првенство и сега доаѓа пак второ европско првенство. Колку години се градеше оваа репрезентација? Јас сум од 2013 или 2012 година, рачунајте активни 9 години, а еве сега последните 30 само. Што се родиле, ти кога си почнал трето оделение се више. Трето оделение, ете, тие се научиле да пишуваат, да учат све, ние по многу си имаме измачено, верувајте, па прво со хотели кај сме седеле, па различни тука имаш да направам реклама Хотел Континентал, што ни се има пресретнато сегде, па повеќе сум живеел што се вика во Континентал него ли дома. По сите припреми, па Евролиги, па квалификации, па премногу, верујте, премногу дојде. И посебно ова е како јагот во кај шлаг, земја верујте. каде што клупската одбојка е на некое испод дно. На испод ниво, да. Кај нас ја мислам да прашаш са некој на улица, кажи ми 4 одбојкарски клубови у Македонија. До 3 можеби ќе дое, можеби, за четвртиот ќе се ломи. Ќе ги кажат тие што се пропаднати југохром работнички, тие што останале, што име во сеќавање. Така. Сега еве знаете, јас сум дома, играм во Тетово, Еве можеш точно условите какви се сега во условите, домашното. да ја кажам дека Тетово ги има најубавите услови, затоа што салата се грее, а другите знаете како е. Да не кажам. Тој го кажеш убав услов е, салата се грее. Да, Иди у Полска, у Франција, ова кажеш. Добар услов е, топла е салата. Рачунајте, ние идеме да играме со Украина, се спремаме јануар месец во нашата Кале. Температурата беше 7 степени во тапкаш топка, топка бейсбол топче да тапкаш, не тапка, не можеш да истервираш. Во крши паркета. Да, идеме во Украина, 25 степени, тоа е вака. Може ли сите овие работи па ве направија Па тоа не што направа, да, и ние малце појаки, а за, како што кажете, Ишче личи онака кепцујат ке прават на сите гледачи, имаат права, ама сепак тие најголемите стратези, како што викам јас се во дома на тросет, легнати со чаша пиво, тие се најголемите стратези. Мислам дека тоа им е дел од животот да се хранат со нешто тоа, а ако мисля дека е лесно, ја ќе им кажам Гујрум, дојди да видиш дали ќе кажеш врати се назад или ќе дадат некој друг
коментар по-сладок, по-убав, као што треба, као што деликува. Ти читав една колумна у Скопско ехо, кај што пишуваш меѓу другото и за мамени, татени, синчиња, дечиња, си имал средби со такви низ кариерава и како си успел да ги хендлаш? Пошто тие се многу зезната појава кога се умешаат во спорт. Кај нас ги нема тие. Кај нас ги нема затоа што мамино и татино синче ако дојде да види во каква сала тренира, утре дента ќе отиде друга да тренира. На балет ќе отиде одма. Нема да отиде, да, нема. Мислам за одбојкава е малце подругаче. Еве ја, не патекнувам од одбојкарска фамилија, не знам, не ми тој одбојка да игра. Кај тренираш, идеме да не наменувам градови, зимно време, прозори нема, шика, сите сушија. Од дома кебе си носиш? Си носиш све што треба. Убави работи, нели, те врзуваат со репрезентацијата воопшто со одбојката, ама има и не толку убави работи. Она што го памети македонската јавност се оние игри во Тарагона медитеранските пред 3-4 години кога нешто се случуваше тука. А ти можеш убаво да 2017, да. Што одбојкарите беа некој конфликт ли? Не бевте примерни изгледа. Црнпеча да не идеме више на медитерански игри. А како е? Многу убаво. Кога не дојавме да ги победиме Египет, ништо. Имавме слободно време, убаво си поминувавме таму со сите репрезентации. У Шпанија кој не овој. Да, супер, ете, јавно ќе кажам, дадовме поддршка голема, не сите дел од играчите од стручниот штаб што бевме таму на женската ракометна федерација таму. Кога ќе се спојат повеќе репрезентации, кога ќе се спојат рачунете, ќе се измешаат никад. Ние во една зграда бевме, не во една зграда. Комплекс. Имавме така бунгал еден убав со вако, ја им бев председателот на куќен совет. Многу јасно. Да, затоа избркале. Да, слушај, затоа не спроведов добар ред. Македонски олимписки комитет тука ни искочи баш у пресред да ни избркаат, не знам, не знам. Ајде да скратиме, што направивте? Ништо што направиме. Па се пакува. Што направивме во таму? Ништо што да направиме. Мала... Те се запиле малку... Мала забава. Те чипнале по собите, беа коментарките. Мала забава до степен да дојде од мравка да направиме слонче. Сепак не беме ние само таму како за тие циркузантите, ќе ги кажам сега. Сите си бевме на едно место со останати други репрезентации и од Македонија и од цел Медитеран, што се вика седење, дружење, за да дојде дали некоја сладка љубомора или лоша љубомора на некој дел од главните уредници што беа таму на, да не именуваме сега, сепак ова ќе иде кај што треба. Како што имам слушнато и разбрано, освен од бојкарските амбиции, слушам нешто у политика ќе си се проба. Јас Вистина ли или откаде ова? трипаме нешто? Аби ово е спремено. Не. Да, дојде политички. Да, со бркото политика. Да, на еден убав кајла за реклами што се вика, што се става на улица. Сакам да бидам со една убава слика, да го заокружат, да, билборд не ми текнуваше на зборот, билборд да го заокружат број 1 за нашата општина. Но малце сега ќе подразмислам затоа што малце позадината е друга. Мисля дека одбојка некој луѓе не ми интересирала, само политика сум сакал да се измешам, тоа е само мал дел од саркастично сакам да го направам тоа за да видам дека луѓето може еден и неспремен политичар да дојде да биде, како да кажам, градоначалник на својата општина. Председател избра. Да. Чекај, мислиш и има шанси? Како да нема шанси, секогаш има Почна да шанси. собираш потписи нешто? Тоа е собрано више. Ти беше во студио, значи си ти му си навлегол. влезол. Слушај, ја навлезено со програма со све, ама сега не знаеме дали ќе Кога ќе ја лансираш? Она Кога ќе се програма со лансира, точки со напишани, точки, со све, разработени. со све. All inclusive. Чекај, која партија? Ова не бе каква партија, ова Независен дојдов нешто? независно кај мене, мичуринци дојдат, поддршка даваат на вакво. За општина Аеродром треба 450 потписи. Си ги собрав ја, само уште на нотар да идам да си ги заверам. Чекај, не заверувај ја дека не се потпишам. Ево ја ќе ти се потпишам. Ете има, да, добри... Пошто јас сум у истата општина, сум Идем. така да Идемо подлежиш и на мојот потпис. Па може ќе дојде до јавноста, па може ќе ме купат думатар со гласови нека. Не, сакам да направам тоа за да малце во оваа општина сепак сум поразнат, сум направен све. Прво, ние ќе те тестираме да видиме колку си вешт. Имаме некои предизвици никад за Даре. Да. Женска одбојка пратиш? Има една добра, мислам дека беше од
некои острови таму, фарски Аха, исто Либеро Порто игра, Рико. леле, не знам како се викаше Ле, луѓето. сега ние тука ќе ти пуштиме нешто на екран, Па ти Тука ти? да, тука ќе ти се појави, па сега ти види да не сме се А што треба да уклопиле кажам, со... да не? Мистер Тончи, ајде да го удостоиме, даре да Не видиме знам, островски не. девојки Ова е сакал. мислам од Доминиканска. Доминиканска република, ова ти е Чекај да видиме, Бренда знаеш која е? Кастилјо. Не знам која е. Па го гледам Не да знам. се мучи. Не знам, не знам, Бренда не. Кастилјо за следја на Инстаграм, добра е. И мислам има многу одбојкарски едукативни Да, содржинија се Не знам, видат. али брат, верујте дека сите се добри. Ова е Либерово, што ја кажа. Па на Е, таа е, видам е, Доминиканска, дека сега ќе ми текне како се вика, ако ми даете малце 2-3 минути. На неа мислеше? На ова мислам како Браво, немате Сави. за мене. Ама ти Што да кажам, јавно најболи риба е у град, што да ти кажам. Никад само овој град слабо ја Само- гледаме, бе. Некако да Е, средиш не знам, кога дојдеш не знам, градоначалник, тоа да средиш Ќе некако. викнеме Да да почнеме дојдат. тука да ја гледаме ни заедно. Тоа за секретарка може да остане таму, да биде. Винифер Или Родригес. Винифер бе, добре, Винифер, да. Ама не знам тоа. Врска, Вака малце као барбека Врска, изгледа. кај ги наоѓа, не знам. Казахстан, а? Еве, Казахстан Казахстан, да, не знам, па еве се имаме една цура што игра тука од Казахстан, мислам. Да, Ксенија Куриерова у Вардар. Да, е. што Браче, направи- за советник да го што земеш, направи- житни се. Слушај, Ако после одбојката нешто се амбицираш вистина у политика... Да ти кажам и у која зграда живее, на кој слушај, спрашко. не знам каде, али тука е негде, знам, низ Соколиева и ки даеме пасошче не за да Право гласува си ми аеродром. за колија, Да. ама да не им откриваме на овие што не след, пошто секакви не след. Да, добро, готово. Каде баш живее Сега тачно? мисле. Не знам ни ова како се вика. Сабина Алтинбекова. Не знам. Не, ти ги бираш? Ја лично. Е, не бе, Слајан ке ти ги избере. Да, Види не сега, знам. брат, ај овие што не ги знаеш, ама брат и близнак у Америка мора да го знаеш. Кој бе? Абе, не се Имаш прави изгубен тоа, брат бе. близнак у Америка. брат? Јас. Брат близнак у Америка имаш изгубен и он со спорт се бави. А он те Ја, знае ти, вика, чисто... Дури него кога го сретнат на улица му викаат даре добар ли си. Не го знам ни ово е од Лекерс, ово е тројкашев што шутираше тројки бе од Лекерс. Е, не се прави даунгрейд. Да, ово е тројкашев бе. Сега ќе ти кажам како се вика. Ми таквото, ништо. Ај ти ово е прокелја бе, брат. Ама така Ја бркај. Клонирали сте, бе, Само не? овој ше ја- брек да пушти само и Слушај, иначе да знаеш, ја што вика, многу волим тројки да пуцам. Алекс Карузо. Карузо, да. Ali vidi, ovoj ti je od onih što se Срочно frlat видливо, po parket, така. po reklami, što ne se štedat u klinč da Слушај, влезат. ја паднав така со финска преку реклама, сакав да извадам, ама висока била реклама. Со фудбалот како Со си? фудбалот сум малце скаран, а мислам скаран тука македонска не гледам, иначе премиер лига, Јас Германија, у кладилница За кој не Испанија, гледам. кладилница, да. Nagaš za nekoj? Најам за Ливерпул, фан сум уште од мал. А иначе си значека си. Душа напатена. да, а тука Македонија мислам дека вардарско дете сум и Вардар ми е знаете тука кажа си стои. Така е. Знаеш да влезеш вече во кладилница? Пикети лупаме. Како да не. Штом лупаш ќе видиме и колку A си onaka, вешт. onaka igraš od njoj po 20-30 denara ili znaš da rokneš nekoja Ne, da suma, se onaka, zna da se igra- da se zatrese duša malce. Знае да се рокне. Сега ќе кажам рокнав за Шведска да биде шампион во ракомет. Лоша прогноза. А другово, иначе си играш ти кети системче ќе си направиш 200 Така. 300 ќе пуштиш, па Види, 500. кај нас во емисија нема многу избор, 5 надпревари ќе ти понудиме. Ова прво е табелата со кој се надпреваруваш. Петте утакмици што ќе ти ги пуштиме сега, ако испаднат сите добитни, ние со 500 денара од продукција ќе ги уплатиме у Добро. кладионка некоја И биди внимателен за ти добивката можеш да си да- искористиш како сакаш. Каде би ја донирале нормално? 3+. Обичен 3+. Обичен класика. Добро. Кај ме срш ме погодивте. Слаго? 1x и од 0 до 2. Кец X 0 до 2. 2. 2 до 4 гола. И 2 до 4. 2 до 4. Мислиш голчиња ќе има, а? Бентус, Рома. Моите две најомрзени екипи во Ова е Италија. од Ја као Лацијал, Лацијал си, значи јас сум тука Кец и од 2 до 4. Кеци од 2 Да. до 4, Чискец. чист Кец. Ја мислам Јувентус дава и у прво и у второ. Тим еден, А, гол па прво, гол сигурно. второ. Еа ги наслагам цреповите.
Мислам Барселона. Па брат, ова ќе ја лупаме двојка и од 2 до 3, брат. Двојка и 2 до 3. Да. Па реално, Бепи се тешок дома. А и Барселона што не се утепа баш од давање голови сезонава. Клавио? 2+1. 2 плюс прво. Да. Ја мислам 1 плюс прво, 2 плюс второ. Ај. Шалке, Иначе и лајк. фан сум и на Шалке, да Ради знаете. Вардар, ради збратимувањето. Ради тоа, да и uvek играме FIFA. Шалке. На нормално како? турнири се освајаат со Шалке. Вајда ти иде. Да, не, ба, мислам се радам кога ќе победам На Шалке Само на моментално како му PlayStation. иде, ја мислам ти да се преориентираш со логика на фудбал, лагано влагаш у Награно, партим. да. Ова, да ја кажем, еве, идеме, може на дупла шанса X2. Да, бе. X2. Да, X2. Јас мислам ова ќе биде тим 2-2 плюс. 2-2. 2 у 2. Да, царе. Ама го испоштувавме Шалке. Да, Еве на македонска битка у За ова е петата. Пандев и- Пандев и Елиф. Елиф, Елмас. Па да идеме на гол 3 плюс да даде Пандев 1 и Елмас 1 и после кој сака нека дава друг. Така? Да, нека Битно гол они 3 плюс. нека дадат те што треба да дадат. X било кога. X било кога. Да, би требало прво да ама X било кога. Ја тука идам чиста двојка. А цел живот за Лацио си дека? Да. Знаеш на народната како вика, ја знаеш? Наравно, Да. клаве. Еј, кој како си кој е? Кажи му, жити Абе, не, се. ама игра за Лацио, паре е бацио, е да. Абе, не вие Лацио крипшо не знаете да се кладите, бе. Тоа не Не, знае да се така, кладат да, и се извлекуваат на Лацио се. Не. Даре, слушнав и уживаш по кафани, онака да се опуштиш после добра добивка. Да. На која песна кршиш флаши чаш? Не кршам, него јас сум љубител музика да е тука, да си пеам. Која ти е тогаш ги омилена? китиш Да ја кажам музикантите. убавата таа е, као на сите што викам Бисер Балкански прво, па после може за Бисера песната што е... Која е убава, бисера, да. кажи се. Не е Бисера, него Мелосот Остај е ти, убав, тоа е за остај ти. Окафана, имаш Мелосот. стари други чалгиски песни убави. Ти си оној предводник во репрезентацијата после еден добар успех да го И на фатиш орото, така? На орото, да, тоа почна како традиција некоја не традиција од нигде ај го одиграме Бисер Балкански, ајде и од тогаш на секоја победа. Па особено и на пласман кога се игра, се пее, луѓе, мислам дека да имам книга да напишам, не можам да напишам. Не е чувството, не е тоа. Се пее, се вика, па гледате и овој пат и се заиграме. Чоче ќе се заигра на. Си знаеш тука редот каков е. Еј, Што ти заборе, ја? ја заборив, мислев дека е вака. Зар ќе те оставиме да поминеш, а без слика да не Не, оставиш? Вака. Ова Повели. е најдобрата слика направена Европа покорена со ова. Може вака? Може. И овој грк од судијата сакаше да... Може врз него. Да. Сакаш да ти влезе Ево. у сликата? Не ми влезе и гркот кажа дека сум го направил познат. Е, така да знаете. Вака, фотката. Кај сакаш да се најдеш овде на зидот? Поред нека спортист. Се надевам на нова дружба со поголем успех. Ќе те испратиме еве на европско со чоканче, а и ќе те дочекаме бога ми. Со колбасица. Со Ја виски. можам да дам една тетов скуба колбасица жуле, да сака да е тоа частам. Може. Тоа е најубава колбасица да знаете. Дека кафански Ќе држиме за збор. Стајо, види, Стефан можеше убаво да влезе во годинава со едно фино добитно ливче, ама по еден гол му фалеше на две утакмици, реално ги одигра, фати 3 од 5-те. Му беше доволно за да освои 3-43 Ама и коефициент. тесно беше. Ова збориме за да. Лазаров, Успеа предпоследниот гост. Челси Манчестер Сити да го фати X2 дупла шанса, успеа Тотенхем Лиц да го фати 3 плюс, таа точно 3-0 заврши и успеа да го фати Айнтрахт Франкфурт со Леверкузен, гол 3 Добро плюс. памтиш после еден цел месец и тесно беше, мислам и да конечно го фати она добитно, да израдуваме некој, нели? Да, Фати Тончи, тикета, Ајде, верувам и видиме. ти сакаш да се палиш, а ме па помина види, ја конечно. малце по малце, Пак не по можеш, 3, по нели, 4, по ама 3, на по 4. коефициент ќе се ложиш У сега. коефициентите, па ти така се така. ложеше јако, а водев па шо, направете Што се скокна и ложам ти. цело време сум пред тебе. Си го фати Фалавес Атлетико двојка 1 до 3, ама пази исти Јако утакмици си го фати. фатил. Не го пуштај. Ајде, Тончи, да видиме како стои сај табелата меѓу мене и братот Ајде, С. ајде тука Лагјан. пофали се брат, а?
Крадеш, ќе дојдеш до мене, ајде, добро. Да бе, па Е, брат, треба да престанам ја да тикувам, крадев ти на бе. 34 ке беше бе, на 64. На 6-4 сум пред две емисии, Види го бе, ко ирва се со тоа бе. Февруар дојде он со тоа джемперот. Новогодишната и Стефан Лазаров, нели, беше како прв гостин во оваа 2021. Види бе, имаш човек у дрес семзете и до него бе еден у ирвас джемпер, значи не е. Новогодишна атмосфера. Најди го на трапникот Ти не знаеш да се насликавал дека. понашаш за нова година, бе, брат. Кој Најди е го на дресови за нова трапникот. година? Најди го на трапникот. Деновиве, нели, оди слоганот Спас за Вардар, купи билет, спаси го Вардар. Една убава акција која што веќе Ние, прераснува бе, и во како- конкретен ивент Како кој што ќе одговорна биде општествена продукција, сакаме да апелираме кој може, колку може да си купи, Така. да му помогне на Вардар. И уште една работа, знам дека сте навикнати, обично ги затвараме емисиите со некоја мудрост извадена од нафталин или од космос, ама сега сакаме на малце друг начин да ја завршиме оваа емисија, тоа е дека овој апел не важи само за Вардар, дека утре било која екипа во било кој спорт во Македонија може да биде на денешното место на Вардар. И ова е сите оние што гледаат газди на екипи и општини кој да е надлежен да не дозволат екипите да ни згаснуваат. Затоа што спортот е единственото нешто останато во држава во кое што мислам дека сите наоѓаме и задоволство и некое здраво И никад. ривалство. И управите и директорите се менливи, само вистинските фанови и меморијата и она клубската историја што ја има Вардар вечито ќе тлее во нас.